Електроенергетскиот систем на Република Македонија е во одлична кондиција. Кога велам во одлична кондиција, подразбира дека целокупниот електроенергетски систем со сите своји чинители, како производниот сегмент, така преносот и дистрибуцијата функционираат безпрекорно. Односно, граѓаните и индустријата, тарифните потрошувачи, оние кои што се на регулираниот пазар, како и оние кои што се на слободниот пазар, може да бидат спокојни и навремено ќе ги добијат сите потребни количини на електрична енергија неопходни за нивно нормално и наднормално функционирање. Што значи тоа? Тоа подразбира дека електроенергетскиот систем во Република Македонија генерално е поделен во два сегмента. Првиот сегмент е оној кој што е на регулираниот пазар и оној сегмент кој што е на слободниот пазар. Слободниот сегмент од пазарот на електроенергетскиот систем во зависност од потрошувачката и од конзумот варира од 40 до 60%, во зависност од годината, во зависност од економската активност на компаниите кои што се на тој слободен пазар. Имајќи предвид дека најголемите компании, односно компаниите кои што први излегоа на слободниот пазар, кои што први се соочија со реалноста да се снабдуваат со електрична енергија на слободниот пазар, продаваат производ кој што е берзански зависен, подразбира дека и нивната потрошувачка, односно потреба од електрична енергија, која што завидно учествува во цената на нивниот производ, осцилира. И од тие причини, кажав на почеток, дека слободниот сегмент на пазарот визави производството учествува од 40 до 60%, што е вака прилично завидна бројка изразена процентуално и споредена со некои земји од Европската унија на многу повисоко ниво. Сега се вратам на оној сегмент кој што кажав за тарифните потрошувачи. Тоа е сегментот во кој што спаѓаат граѓаните и индустријата која што не е на слободниот пазар. И тие се снабдувани од снабдувачот во крајен случај. Снабдувачот од крајен случај 100% од сопственото портфолио неопходно да ги задоволи потребите на тарифните потрошувачи го исполнува на три начини. И тоа, најголемиот дел, преку 95% од домашно производство, односно од најголемиот домашен производител, тоа е државната компанија ЕЛЕМ. Мал дел, тоа е некои 3 до 4, во зависност од потрошувачката, рековме, може да достигне до 5%, е од увоз, меѓутоа условен увоз. Ја пред 10 дена во ова исто студио говорев малце повеќе за тоа, ќе се навратаме за тоа понатаму. И околу 1% е енергијата која што ја испорачуваат производителите на обновлива енергија, ова што колегата од бизнес за го говореше пред малку. Што подразбира тоа? Тоа подразбира дека доколку е годината поволна, односно доколку потрошувачката е помала визави производството, тогаш ние немаме потреба од дополнителен увоз за да ги задоволиме потребите на тарифните потрошувачи. Односно, сите нивни потреби ќе ги задоволи најголемиот домашен производител во комбинација со производството од производните капацитети кои произведуваат обновлива енергија во целост.